Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитуван председатели на владата. Денес на дневен ред имаме предлози за избор на министер за здравство и заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имаме предлози за избор на член и еден заменик на влада. Влада која е со најслаби перформанси, покажени во своето едногодишно функционирање, од било која друга влада во Македонија од нејзината самостојност до денес. Влада која што ја претвори Македонија во приватна фирма за семејни вработувања на блиски роднини и пријатели, функционери на власта, како единствен критериум за вработување и избор. Влада која ја тресат секој ден по некој коруптивен скандал, само за една година од нејзиното функционирање. Имаме влада која не успева да се справи со ценовните шокови во државата и влада која не се грижи за животниот стандард на граѓаните. Влада која што освен што се задолжува, односно ги задолжува граѓаните, во износи од милиарди евра нема никакви позитивни резултати. Влада која го задолжи народот од 1 милиарда евра од Унгарија за капитални инвестиции и поддршка на приватниот сектор, а парите напротив се потрошени без да има капитални проекти, потрошени за скапи патувања и луксузирање на членовите на владата и нивните блиски. Ново задолжување од 6 милиарди евра, кои како и претходната милиарда нема да стасат за тоа за што биле наменети, туку за луксузирање и богатење на власта и нивните омилени фирми. Имаме влада која ги троши државните пари, парите на граѓаните за патување во светот без резултати. Министерството за култура и туризам е претворено во туристичка агенција за задоволување на желбите за далечни дестинации на министрите и соработниците во пакет со своите сопруги, сопрузи и блиски партиски соработници. Влада која го доби мандатот и довербата на граѓаните со куп лаги и манипулации, советување кои што останаа единствено запишани само во предизборната платформа, зашто во реалноста за една година има нула резултат за граѓаните, а поприлично успешна во местни тендери и скандали на владата. Влада која ги уназадува работничките права, не се грижи за работниците, за платите, и влада која што го погази синдикалното движење во државата. Влада која го смета за непријател, која враќа со понижување и со навреди кон секој оној кој јавно искажува ставови кои на мнозинството не му се допаѓаат. Имаме влада која што се соочи заради својата неспособност со најголемата трагедија во историјата на независна Македонија. Кочанската трагедија кај што згасна 62 млади животи, а 200 се повредени. Влада која што не знае како да се справи ниту со финансиите, ниту со здравството, на токму во контекст на оваа трагедија, која не прифаќа понудени законски решенија од опозицијата, со кои се нуди вистинска и реална поддршка и помош. Влада во која мнозинството го има ВМРО-ДПМН, кој вчера прослави 34 години од постоењето на Унијата на млади сили, со скандалозно шоу од пиротехнички средства на неполни 3 месеци од пожарот во Кочани. Како паметот да не ни доаѓа, или намерата беше да се испрати јасна порака дека вам се ви е дозволено. Дека болката ќе си ја носат родителите, сестрите, браќата, фамилијата, роднините, пријателите, граѓаните, а вие ќе си терате како сакате и ќе отварате телефонски линии за да покажете некаква божемски грижа. Од финансиската поддршка ништо не обезбедивте. Обезбедија граѓаните и компаниите со донации. Вам ви остана фалбата и лажниот пиер. Влада која се луксузира со манго, папаја, морски плодови и луксузна храна, а за народот високи цени на прехранбените производи и ниски плати. Влада која со лошите економски политики ја зголеми синдикалната потрошувачка кошничка за месец мај 2025 година,
скоро на 64.000 денари. Влада која го донесе здравството до степен на тешко болен пациент, на кој му нема спас, секој сектор од здравството е метастазиран од неспособноста и негрижата на власта, а граѓаните со здравието го плаќаат цехот. Влада која што наместо да гради систем кој треба да се грижи за здравието на граѓаните и да лекува, создава систем кој го става во ризик животот на луѓето, систем кој убива. Единствениот проект што го најавивте е најкриминалниот и најскандалозниот тендер за паркингот на клинички со компанијата Ѓока, меѓутоа по реакциите на јавноста и тој проект ви пропадна. Наместо реформи и подобри здравствени услуги, сведоци сме на тотален хаос, хуманитарни катастрофи кои што за жал стана секојдневно. Речи си и да нема клиника која не се соочува со некаков проблем, дали е тоа терапија, опрема, персонал. Нема пациент кој не минува низ Голгота кога му е потребна здравствена помош. И сега, овој хаос треба да го средува новиот министер за здравство. Азир Алију е предлог за министер за здравство. Азир го познавам лично, затоа што беше министер во владата во која што и јас бев министерка. Имаме почит еден кон друг. Азир Алију е дипломиран инженер по електроника, докторирал и се стекнал со звање доктор на информатички науки и со искуство во својата област. Азир Алију бил во периодот 2013-2017 исто така советник на премиерот, тогаш Груевски, за високо образование, наука и ИКТ. И моето мислење за Азир Алију како професионалец во својата област во информатиката е за почит. Но Азир Алију ниту го бираме за министер за информатичка технологија, ниту за образование и наука. Азир Алију треба да биде избран за министер за здравство. Точно е дека министерот треба да биде добар менаџер, но исто така е точно дека сепак треба да доаѓа од некоја сродна област, да има претходно искуство поврзано со областа, да ги знае добро состојбите и самата проблематика, прашања со кои што треба да менаџира. За жал, Азир Алију нема никакво претходно искуство во здравството. Да, Азир Алију е доктор, но не е доктор на медицински науки, туку по информатички науки. Дури да се запознае со областа во која влегува, со организацијата на здравствениот сектор, а здравството не е Министерство за информатичко општество со околу 100 вработени, туку еден комплексен систем со многу предизвици пред себе. И најверојатно, дур да се запознае, и него ќе го смените, или сам ќе си отиде, и повторно нема да е криво ВМРО ДПМН, туку ќе бидат криви коалиционните партнери, затоа што дале такви кандидати. Ви благодарам.